Dear representatives of the Interpol, Тувани представници на Интерпол, почетни гости, почетни членови на делегациите, почетни дами и господа, пред се, сакам ви пожелам топло добре дојде на господин Тал Раиси, председателот на Интерпол, и господин Сток, генералниот секретар на Интерпол. Исто така на сите што се со нас заедно денеска и би сакал да ве поканам да ви кажам дека со големо задоволство ве пречекуваме тука во демократичниот град Охрид, кој што е бисер на Република Северна Македонија и национално богатство. Се надевам дека сите ќе одвоите малку слободно време да уживате во природните убавини на античкиот град. Ве верувам дека ова 50-та регионална конференција ќе биде плодна и информативна за сите членови што учествуваат на конференцијата. Исто така би сакал да му се заблагодарам на тимот за организирање на толку убав настан. Ве уверувам дека овој настан ќе биде од корист за сите учесници и говорници. Покрај тоа би сакал да истакнам дека би сакал да продолжам со мојот говор на мојот мајчин јазик македонски и би сакал да ги замолам сите странски учесници да ги стават слушалките за да може да го слушаат преводот. Благодарам. колеги, особено ми е драго што Република Северна Македонија е домаќин на јубилејната 50-та конференција. Ми представува особена чест и задоволство што можам да ве поздравам како представници на земјите членки на најголемата меѓународна полициска организација Интерпол. Овде, во Охрид, во годината во која се обележува 30-та годишнина од нашето зачленување и рамноправното членство во Интерпол. Во оваа прилика, од името на Министерството за внатрешни работи, ви упатувам топло добројдење и ви посакувам пријатен престој во нашата држава и успешна работа. Конференцијата е одлична можност да ги зајакнеме партнерските врски помеѓу земјите членки и да унапредиме меѓународната полициска соработка. Како клучен предуслов во борбата со организираниот и транснационалниот криминал, криминалните структури со цел зачувување на безбедноста на граѓаните на нашите држави, безбедноста на земјите во регионот и пошироко. Сузбивањето на организираниот и транснационалниот криминал, борба со тероризам и хибридните закани представуваат главни предизвици пред кои сме денес исправени. Овие феномени, поради своите специфични појавни облици, бараат поефикасни современи модели на меѓународната соработка со кои ќе се неутрализираат регионалните закани и ризици и ќе се следат брзите и динамични промени на состојбите во општеството. Денес заканите по националната, регионалната и меѓународната безбедност од организираниот транснационален криминал се разликуваат со заканите од организираност на криминалот во минатото. Во овој момент, во овој модерен свет на глобализација, безбедностните предизвици добиваат нова димензија. Меѓународните криминални групи при извршување на своите криминални активности делуваат во свет без граници, што ја прави поголема опасноста од организираниот криминал како глобален феномен и ја подвлекува потребата од креирање на стратегии за навремено и соодветно делување на органите за спроведување на законот. Огромниот пораст во глобалната трговија, миграциите и развојот на високотехнолошките комуникации се клучни фактори кои ги експлоатираат транснационалните криминални организации во нивната потрага по профит. Криминалните мрежи имаат јасна и едноставна агенда – максимизирање на профитот, додека органите за спроведување на законот мора да ги балансираат своите активности против организираниот криминал, вклучувајќи ги пред се почитувањето на човековите права, законската легислатива и етиката. Се почесто, организираните криминални групи стануваат поликриминални и постојано се обидуваат да зголемат својата финансиска моќ и влијание преку корупцијата. Користат софистицирани технологии за комуникација и криптирани платформи, поради што детектирањето и евентирањето на криминалната активност станува комплексна и бара поголема експертиза и соработка на органите на прогонот. Неретко, криминалните структури практикуваат и насилство заради одбрана или демонстрирање на моќ на криминалниот пазар. Организираниот криминал представува феномен кој е најголема закана за опстојување на државите,
па дури животите на луѓето, и тоа не само на национално и регионално ниво, туку и на глобално ниво. Затоа не изненадува тенденцијата земјите сочени со овој современ вид на закана се повеќе да се задржуваат, согледувајќи дека апсолутно е невозможно секоја земја одделно и независно од другите да се спротистави. Припадниците на криминалните структури многу брзо изнаоѓаат заеднички јазик, без оглед на националноста, религијата или идеолошката определеност. Она што делува како сврзувачки фактор, и тоа не само помеѓу членовите во рамките на една криминална група, туку и што возможува две или повеќе криминални групи да воспостават заедничка меѓусебна соработка, и покрај тоа што не се од иста националност, религија, дури не говорат и ист јазик. Секако е моќта на она што од најстарите времења и до ден денешен е двигател на сите случувања во светот, а тоа е профитот. Присуството на криминалните структури со желба за остварување на висок профит од криминал, прикривање на криминалните приноси, избегнување на прогонот, наметнува повеќе облици на регионални безбедности предизвици. Регионот кој не обкружува долгорочно е поврзан со активноста на западно-балканската рута, која подолг период се користи за илегална миграција, кримчарење на мигранти, трговија со луѓе и недозволена трговија со дрога и оружје. Со тоа константно се зголемуваат и предизвиците за справување со организираниот и транснационалниот криминал во сите негови форми. Според извештаите изработени од страна на релевантните меѓународни организации, криминалните групи во регионот појавуваат одредени стереотипи на криминални активности во различни форми на сериозен и организиран криминал, од кои најдоминантни се недозволената трговија со дрога и кримчарењето на мигранти. Регионот е подобен за производство, трговија и дистрибуција на дрога. Имајќи предвид дека Балканот представува клучна раскрсница помеѓу Блискиот Исток и Европската Унија, истиот е директно изложен и е под константен притисок на главните рути за кримчарење на дрога, оружје, предмети кои се дел од културното наследство и слично. Релевантните извештаи за состојбите алармира за недостиг на контрола на прекурзорите во регионот, поради што и дрогата е лесно достапна и представува закана за сите земји. Организираните криминални групи се дел од меѓународни криминални мрежи со високо ниво на хиерархиска поставеност, строго поделени улоги, мултинационални и се поликриминални, при што постојано изнаоѓаат и развиваат нови модуси на делување. Пристаништата во регионот се користат од организираните криминални групи кои кримчарат кокаин од Јужна Америка до западноевропските земји, а во регионот е забележана и висока присутност на синтетички дроги кои имаат голема побарувачка на европскиот пазар. Користењето на социјалните медиуми заради ширење на порака во широк опсег и способноста за создавање непосредни закани и ризик кон границите на ЕУ беше забележана и со активирање на масовните миграцијски движења во Турција, Србија и од неодамна во Белорусија. Масовните илегални миграции и натамошното обстојување на факторите кои делуваат до нив ќе останат безбедносен предизвик со кој во иднина ќе треба да се справуваат земјите од регионот. Покрај класичните форми на организиран и сериозен криминал, комплексноста и развојот на настаните во Украина ќе имаат силно влијание на безбедноста во регионот. Предизвиците од овој тип се тешко предвидливи, при што не може да се исклучи можноста за ескалација на состојбите во иднина. Според анализите на Frontex, ширењето на огненото оружје, експлозиви и муниција веројатно ќе продолжи и ќе се интензивира поради војниот конфликт во Украина, генерирајќи долготраен ефект сличен на другите постконфликтни зони. Драги колеги, живееме во ера на екстремно брз и рапиден развој на информатичко-комуникацијските технологии, кои со своето постоење се еден од круцијалните фактори за развој на човештвото, продолжување на животниот век и животот на луѓето. Со брзиот напредок на новите технологии се добива значајни придобивки и развој во сите области: медицината, економијата, градежништвото, комуникациите, движењето на луѓето и ресурсите. Развојот на технологијата и дигитализацијата се повеќе создаваат услови за висока софистицираност на сите видови на криминал, при што забележан е подем на хакерски напади и хибридни закани во регионот. Таков беше случајот и во нашата држава. Со појавата на хибридните закани кои се рефлектираат преку електронското испраќање на лажни дојави за поставени бомби. Хибридните закани продолжија и во текот на оваа година, за што државата континуирано гради механизми за одговор на овој вид на предизвици, чии појавни облици не можат да се предвидат. Во борбата против глобалните закани, како што се тероризмот, сајберкриминалот,
завземаме системски пристап со кој практиката и преземените действија во континуитет се поддржани од експертските знаења. Ова возможува не само да се процени нивото и степенот на конвергенција на заканите за критичната инфраструктура и сфера, туку како и способноста за нивно спротивставување, туку и да се развијат тактики за постојана борба против нив, користејќи ги најновите технички средства и искористувајќи ги најрелевантните платформи. Она што досега беше наведено, упатува на заклучок дека е неопходно да се продлабочи соработката помеѓу државите во регионот и да се обезбеди координиран пристап на надлежните институции, кои се единствениот клучен вистински против одговор на организираниот транснационален криминал, особено недозволената трговија со дрога, илегалната миграција и кримучењето мигранти. Секоја од нашите држави, самостојно и како единки, невозможно е да се избориме со предизвиците кои ги носат современите состојби со организираниот транснационален криминал, тероризмот, хибридните закани или последиците од војните действија. Затоа денес ја имаме можноста да ги охрабриме институциите задолжени за спроведување на законот да настапуваат заеднички и координирано, навремено да споделуваат релевантни информации, да спроведуваат заеднички операции и акцијски денови, бидејќи само така ќе можеме да изградиме мрежа на ефикасни полиции кои ќе придонесат за безбедноста на регионот. Регионот дели исти безбедносни предизвици во многу области. Поттука не врзуваат и многу заеднички активности. Затоа, особено е важно земјите членки на Интерпол оперативно да го зголемат обемот на помош, поддршка и соработка за сузбивање на меѓународниот и организираниот криминал, со што ќе се генерираат и нови алатки за превенција, софистицирани информацијски системи, следење и успешно справување со криминалот во сите негови форми. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешен работен ден.